Конфискација на криминално стекнатиот имот е вистинскиот начин за справување со напливот на корупција, која е повеќе децениски горлив проблем во Македонија. Според познавачите, тоа е рак рана за која кај претходните власти немаше волја за решавање. Сепак потенцираат дека токму одземањето на украденото е начин да се намалат криминалните дејствија, особено во делот на високата корупција. Поранешниот председател на антикорупцијска Војслав Зафировски за Алфа вели дека власта покажува сериозни сигнали дека има желба и подготвуваат големи чекори кон ефектуирање на законите со цел украдените пари да се вратат кај граѓаните. Вистинскиот чекор, суштински вистински чекор кон намалување на корупцијата е конфискација на нелегално, нелегитимно стекнат имот. И мислам дека ова е правиот чекор кон ефикасна борба против корупцијата, особено корупцијата на високо ниво. Конфискацијата станува реална алатка во рацете на правосудните органи. Конфискацијата на имот, иако законски е пропишана и сега во текот на минативе години, многу ретко се користеше за поврат на незаконски стекнатите средства. Според Зафировски има повеќе причини за такво нешто, а меѓу главните е немањето на политичка волја кај претходните политички чинители во земјава. Многу малку е применет во праксата во секојдневието. Па дури и таму каде што ќе се примени конфискација на имот, беше многу тешко повратот на тие средства да се реализира. Заради X правни причини, заради многу нејасноти и недоречености во самата легислатива. Премиерот Христијан Мицкоски кажа дека повеќе од 50 предмети за висока корупција кои со години биле зацкриени, сега се во постапка и дека ова е само почеток со цел украденото да се врати кај народот, да се испрати јасна порака дека криминалот станува неисплатлив, како и дека нема повеќе недопирливи. Со цел поттик украденото се врати на државата и луѓето формиране Национален совет за финансиски истраги и конфискација на имот, со кој претседава вице-премиерот за добро владење Арбен Фетаи.